Особена чест и задоволство. Добро вечер и добре дојде за Горан Трајковски. Горан? Добро го најдов. Добре ми дојде. Многу радост и морам да признам неочекувано голема фама се крена околу ова твое издание последно, албумот Тешкиот глас на новите химни. Обично скромен си ти и во кога ги правиш тие промоции, кога сето тоа ти не сакаш многу бука, целата твоја енергија е во креативниот процес. Но се изненадив пријатно, бидејќи многумина и пријатели, и непријатели, и оние што се интересираат, и оние што не се заинтересираат, му дадоа некаков пиетет на овој твој продукт. Албумот е излезен, прекрасно дизајниран, ти честитам за тоа, мислам дека ова досега најдобро што излегло како продукт и го најавувавме пред неколку месеци. Да, го најавувавме, да. И еве, драго ми е што повторно се гледаме за да го потврдиме тоа што го најавивме пред некое време. Ете, компакт диск, пропаднат медиум, но сакав да го има физички, да не биде само даунлоуд или онлайн, да може да се слуша. А на крајот на крајовите нека послужи како разгледница, како поштанска картичка, ако не друга. Нека постои физички, барем да винилот е еден нов фетиш, постоја и такви предлози околу винил да биде објавено, но се уште е премногу скапо тоа за да можел сам да го изведам. Но, ете, не е лошо што е на CD. Предпоставувам дека на голем картон, на голема хартија, многу поубаво ќе изгледа како винил, повпечатливо, еве да речам помаркантно, така. Но не е лошо и на компакт диск. Поубаво отколку само онлайн и сликичка над него. Апсолутно се согласувам. Ајде малце да идеме библиографски и технички податоци. Прво, чив е овој дизајн? Дизајнот е на Тодор Ѓоревски, тој е млад дечко. Јас вика можам и татко сум можел да му бидам. Тој е син на еден мој пријател и соработник, Владо Ѓоревски. Впрочем, на Владо е овој коловрт, ова сонце напред. Кој е Владо Ѓоревски? Владо Ѓоревски е сценограф и кој што сум работел на многу театарски представи досега со него и ова сонце, овој коловрт, ова оро, тој го има направено уште 2005 година за една театарска представа во Сумичкиот театар. Театарската представа се викаше Смртта на Дантон, во режија на Дејан Пројковски. Уште од тогаш јас си го резервирав ова знакче, му реков да ми го чува. Зошто? Што ти символизира? Што символизира тешкиот глас на новите химни и овој знак? Ти си пред се уметник и сакаш да играш со асоциации. Да. И тоа е целта на уметноста. Мислам дека Сега не барам демистификација. Секој човек што ќе го види ова, не му треба никакво објаснување. Мислам дека ако го објаснуваме ова, ќе влеземе во тавтологија, во објаснување на јасното. Нема потреба со зборови да се каже. Сликата говори повеќе од колку што јас можам со збор. Него на компјутер го имаш, режија. Збор да го кажам. Ете, обиди се да го покажеш. Да, знаеш зашто? Затоа што секогаш си бил наклонет кон хуманоста, кон љубовта. Секогаш кога во оние приватни разговори или во оние седенки кога сме разговарале, никогаш не си го сакал она човек на човека му е волк. Да. Туку Шопенхауер, човекот е прекрасно суштество.
А овдека, еве, како да излегува еден чемер на ова црно, црвено и овој знак кој крајно онака делува сега не ќам да кажам депресивно, не ќам да кажам безнадежно, не сакам да кажам, но некако не ми е својствено со твојот дух. Зошто го акцентираш овој момент на човековата природа? Забивање нож во грб. Затоа што е тој одраз на реалноста што ја живееме. Сега. Не на вистината, туку на реалноста. Јас правам разлика од секогаш кога сум ти зборувал, кажал дека правам разлика помеѓу реалност и вистина. Реалност е она што сега се случува, а вистина е она што треба да се случува. Она што е. Она што не води на она зашто се ми е создадени. Нашата реалност е токму ваква, како овој знак што го гледаме. И како што реков, за него не е потребно некое посебно објаснување. Пред 20 години беше спорно така нареченото сонце од Кутлеш или македонско сонце. Ете го како знак да, на нашава телевизија. Нели го имавме како знаме, па се направи еден притисок или еден пазар со тоа сонце, па го тргнаа, нели. Иако тоа не е символ наш, тогаш сметам дека токму ова сонце е реалниот, вистинскиот символ кој што нас не отсликува. Ти сакаш јас да понудам надеж, да замижам, да не го гледам ова? Не. И мислам дека работата јас се занимавам со некаква музика, нели? И сметам дека јас треба да бидам еден одблесок јас треба да бидам документатор меѓу другите работи и да документирам состојбите на човечката душа, состојбите на нашата општествена реалност, на нашето живење. Тоа е ова е отслик на нашиот живот, на начинот на кој што се однесуваме еден кон друг. И не се чувствувам воопшто виновен заради овој символ. Сметам дека виновен су подеднакво, како и секој од нас кој што го прави ова што е отсликано на овој коловрт. На крајот на крајовите естетски е поприлично добро срочено. Тука не се сомневам. Значи, естетиката е перфектна. Значи, и целиот дизајн, и затоа се возбудив малку искрено те кажам, ова на винил да го има, а винилот има една голема убаво, делува како уметничко дело, како слика вистинска, и затоа нели винилот и беше убав за такво нешто да го имаш и како комплетен продукт. И тогаш уметникот на вистина се трудеа да испратат некоја и порака, например, соработката на Pink Floyd со Psygnosis и со слоевитоста што ја вадеа, така што ретко се сретнува тоа. Горан, ако имаш нешто да се искажеш, јас би сакал да ти илустрирам први. Да ми илустрираш. Добро. Гласот татковината: "О, трајте, трајте, тирани недни, доста се тие лаги и злоба." Започнува оваа песна со текст на Колен Делковски од 1941 година.
навијат кој да го дели, а да му глодат зубите коски. Па нека сега сам да си реши со своја воја суда и села. Живот еднаш сам да се теши, измине славно свој роден прева. Ташари пирин дружно да викнат родната песна в небеса темни и бурни отеге навек да писка тешкиот глас на новите химни. Можам прво да ти благодарам. Да, добро да прибереме малце. Ми се допаѓа и фонија кога има, ми дава живост. Ти знаеш и на моменти имаш во твоите песни и тоа го правиш, перфектно го правиш. Ти благодарам за оваа песна. И сакам да зборам за оваа песна бидејќи возбуди духови. Да. Да го извадиш ти Коле Неделковски, кој 41 година ја напишал оваа песна, и ти ја ставаш во еден ваков тешки, во едни вакви тешки рифови, во едно денешно поднебје. Што е тоа што те спои со Коле Неделковски и неговото согледување 41 на маката на оваа земја и овој народ и ова ти денеска што го перцепираш? Песнава ја имам прочитано многу одамна и не можам да се сетам кога. Многу одамна. Некаде сеќавањето ми се губи. Значи, се работи за песна која што ја знаев, но ја бев заборавил. Кој знае на кој начин стигнав до неја? Ја најдов на интернет. Не знам дали некој ја беше објавил или барав едно, а најдов друго. Возможно и тоа. Но стигнав до песната Глас од татковината и ја прелистав, ја прочитав. Значи ти зборувам за периодот пред година и пол или така нешто. Ја прочитав и стигнав до последниот стих. Тешкиот глас на новите химни. Како што го прочитав тој збор, веднаш реков, ова е насловот на што го барав за албумот. Тешкиот глас на новите химни. Само што прочитав тој склоп од неколку зборови, првата мисла ми беше дека е ова насловот на мојот нов албум. И во тој момент си викам, ако веќе го земам овој стих како наслов, па ред би било да му се заблагодарам на Коле Неделковски со озвучување на неговите стихови. И за неколку часови беше готова песна. Само неколку часови. Ништо повеќе. Актуелна ли ти е оваа песна за денеска? Не може да биде поактуелна од... Не може да биде поактуелна. Да, иако е 1941 година пишувана, или за години кога се смета дека македонската нација не постоела. Или пак тогаш почна да не измислува Коминтерната, веројатно. И Коле Неделковски од село Фојница или Војница, Велешко, или во неговиот и онака кус живот и мал поетски опус, уште имал време да пишува поезија, и оставил и ова, токму оваа песна. Дали си свесен дека го ресетира Коле Неделковски, кој сме го сваќале здраво за готово, затоа што сме го учеле како стихотворба. Како стихотворба, затоа што не било задолжително и сме го
здраво за готово, не сме ни наблегу. Со твоево му даде една нова тежина и сега кога ги читаш овие текстови, денеска со сето ова, кога вика, нели, збориш кога не постоел ни нашиот народ со сите овие нови химни што ни ги, како вика, доста се тие лаги и злоба, пакосен глас од устите гадни над мојот народ у секоја доба. Та ете векови цели писка и стенка од волци гости за брата вијат кој да го дели за да му глуда сувите коски. Многу работи изгледаат поинаку ако го смениш окружувањето во кое што се наоѓаат. Пример, да речеме едно пивско шише. Ако го видиме во рафт дрвен, покрај теглиот ајвар, првата асоцијација ни е што? Дека е полно со домата. Дека Ако го видиме во фрижидер, претпоставуваме дека е пиво. Така. Ако го видиме покрај колодеска шолја, за мијење газ, така. И значи едно обично исто пивско шише може поинаку да изгледа. Така и една песна зависи како ќе ја ставиш, на кој начин ќе ја погледнеш и со кој очи ќе ја погледнеш и со кој светла ќе ја осветлиш. Како и писоарот кој го свртал и го ставил наопачки ставен. Не може. Како модерна. Оваа песна е, нели, некој од нашата критика е Коле Неделковски бил така револуционерен поет и така натаму, но во овој момент ова песна е брилијантна. Веројатно, мислам дека многумина ресет ќе направат, особено со сето ова. Иако го имаш ти оној твој момент кој те научивме, ти почна многу жестоко како бунтовник со твојот панк израз и така натаму, но еволуираше, како се продуховуваше низ децениите и одеше се подалеку и се подлабоко. Тоа доведе до еден момент на врв да го достигнеш на една епика на славење, спојување на небо и земја и бидејќи ти во ДНК си побожен човек и принципите на православието и христијанството, љубовта, човеколюбието, тоа е врежано во тебе и тоа сегде се изразува, но тоа не те направи ни пасивен, ни слеп. И сега, откако сето тоа го надмина, го имаш ти ова, низ театарските представи, псалмите, кои мислам дека никој не успеал подобро музички да ги илустрира псалмите со толку достоинство, одеднаш ти во се во ова, има еден дуализам во овој албум, каде што го имаш овој суров гитарски израз со многу енергија, храброст, гнев, авангарда, барикади, ама интелектуални, духовни. Песната "Киднапирана револуција" или "Слободен и мој" зборува токму за оваа работа. Тоа е дали број 7 или така натаму. Живееме во окружување на абсурдизираност, на обесмисленост на едно на целото наше катадневно живење. Се соочуваме со бесмисла на секој чекора. Абсурд. Со абсурд до абсурд. И кога ќе гледам луѓе здрави во мозокот, не удрени со цигла по главата, значи нема дупка во главата, а зафатени од бесмислата, ме боли, морам да признам. Познавам луѓе, мои блиски, некои и пријатели, кои што до таа мерка, бидувајќи отстрастени, ја губат потполно логиката, способноста за рассудување, ја губат логичката математика
Еден и еден за нив не е два. Дали е тоа оној тренд што започна во 20-тиот век, кога почнаа да се руши доброто, не е веќе... Ние како човештво со векови, со еони, знаевме што е добро, што е лошо. И врз тоа изградивме општество, морал, етика, и тоа функционираше. Во 20-тиот век, модерната почнува тоа да го руши, секако со... Каква модерна? Почнува така наречената наука почнува да ја руши логиката. Коктелот од 40 и неколку отрови се вика лек, замисли. Сега некој сака на здрав мозок да ме разубеди дека можат 40 и кусур отрови да бидат лек. Не може. Се извинувам, Не прифаќаш. не прифаќам, тоа не е наука. Тоа е квази наука. Тоа не е наука, не може да биде наука. Отровот ни го продаваат како лек, лекот ни велат дека ни е отров. А ја можам да разберам, да те разберам, да ја разберам фрустрацијата. Океј, заради X причини некој отров, но затоа лекот ти го трга и ти вика отров е. Дојдени сме во ситуација да од Свети Нил Сорски, кога вели дека ќе дојдат времења кога ќе остане само еден нормален човек и штом ќе излезе надвор на улица, ќе потрчаат по него, ќе покажуваат со прсти и ќе викаат еве го ненормалниот. Свети Максим исповедник. И Ама два пати нема да се повтори во историјата целата вистина да биде на плеќи на еден човек. ова е символично кажано, нели, не мислам Те на плаши еден ли тоа човек. време? Те плаши ли ова време? Те плаши ли овој апсурд дека има ли надеж? Јас секоја вечер сум со збунети луѓе. Одеднаш луѓе пази, ние збориме за уметност, за музика. Ти точно го одразуваш секојдневието. Идеш во самопослуга, он ти продава сок како здрав, нема нешто понездраво од тие сокови презаситени со шеќер. Зборам сега вулгарно. Па, Кој затоа што- буквално затоа можат што- најздрав човек да го разболат, а не ти се продаваат како... Затоа што државните прописи го квалификуваат тоа како дозволено и здраво. А тие државни прописи ги диктираат и под притисок ги прават производителите. Зошто? Заради профит. А која е логиката на сето ова? Значи ние живееме и се поклонуваме на божеството наречено профит. Не сакајки. Велиш од тука произлегуваат сите работи или од науката? Науката тргнува од профитот или профитот... Не е важно сега кој е, ама... Науката е веќе инвестирана. Од профитот, од врховното божество. Таа веќе не трага по вистина, таа трага по соодветни Науката методи е за... киднапирана. Сигурно, предпоставувам некој вечер ме слуша и свика, еве го ненормалниот. Или кажува глупости. Но добро, во ред. Може. Се согласувам, секоја прифаќам човеч- секаква можна навреда, но ќе кажам она што мислам. И ова е тоа што го мислам. Дека во голема мерка, големи сериозни области, големи парчиња од науката се инвестирани, се заробени. Кај е тука уметност? Еве ти како уметник успеваш да го кренеш гласот. Нау- Ја како новинар не би ни смеал, веруе дека брзо би ме снемало кога директно ова би го кажал. Уметноста има шанса преку алегорија, преку парабола да укаже на тоа. Ти укажуваш на тоа, укажуваш за некои појави општествени, го користиш Коле Неделковски и ги убиваш у поим затоа што не може да спори он за ова. Во Советскиот сојуз постоела партиска критика и познатиот критичар Жданов, кој што бил партиски цензор, ги прегледувал уметничките дела на сите уметници, посебно за поезијата, и ги ставал рестриктивни мерки врз поетите. Се уште не сме дојдени до таа точка, да се врши рестрикција и врз уметноста, но не би се зачудил и до таму да стигнеме. Ако не друго, барем во Македонијот
во оваа изгубеност што се наоѓаме, во потполна изгубеност, мислам дека е многу возможно да се случи сето тоа, да биде Кога велиш воспоставена изгубеност- комисија, да се воспостави комисија, како што се вели во четвртата песна, за песија екзекуција, и за сега комисија ги прегледува делата и да вика ова е општествено подобно, Подобно. општествено неподобно. Сега има нов термин, коректно. Политичка коректност. Да. Некој тој збор политичка коректност е буквален превод од рускиот збор, точно рускиот термин, соцреалистички политичка подобност. И тој се употребуваше во времето на Тито и во Југославија. Политички подобен, на Западот тој збор не постоеше. И со појавата на поперизмот и на завладување на Поперизам? Сорос е ученик на Попер. Аха, Меѓу другото. Да. така. Почнува во Брисел да се развива, да се одвива тој термин политичка коректност, кој што е всушност социјалистички термин. Политичката подобност ја преведуваат во коректност. Продукт на тоталитаризм. Да, апсолутно. Тоталитаризмот е реалност во која живееме. Реал тоталитаризам. Еден по-субтилен. Корпорацијски. Југославија беше тоталитарна држава. Но ова Помалку денеска тоталитарна од Советскиот сојуз или Да. од Демократска република Германија, Добро. но да, ги имаше тие елементи. Но од она што денеска е Добар дел. тоа некои слободи, особено во уметноста, можеме и да ги сонуваме. Музичка, театарска сцена. Не би одел до таа мерка. Не би така. идел до таа. Не би одел до таа мерка. Не би идел во- не сме, ја не не сме сакам. стигнати до тоа. Се уште има надеж? До тој степен. Но одиме кон тоа. Одиме кон тоа. Да, се движиме кон тоа и сметам дека токму овде во Македонија може да се проба тој, да се направи обид за тој корпоративен тоталитаризам. И Македонија е жртва на борба помеѓу две корпорации и нивните интереси. Да не ги именувам. И сето ова што ни се случува, значи ови тежок живот што го живееме со блокади, кој што веројатно ќе трае уште долго, е резултат на таа борба на тие две корпорации, кои што се судрија со своите интереси на територијата на Балканот, не само на Македонија, оти ни во Србија не е поарно, ити во Хрватска не е поарно, во Бугарија исто така, Грција знаеме каде е, Да не ти и спомнам. пакотирано за Албанија каков- и така натаму, каков значи целиот Балкан медиумско-демократски мрак е една Словенија. Таму и ето до толку едноумие да не може опозицијско размислување од востановениот ЕУ мејнстрим да иде и да екзистира било што друго. Една Словенија која беше светилник за прогресивност е сега можеби и најмрачното место на Балканот. Балканот е сериозно загрозено подрачје и е предмет на интерес, предмет на судир на тие интереси. И се уште се фрлаат пари за штитење на тие интереси и тоа не се чувствува како сериозна криза, но во одреден момент кога едната страна ќе отпушти или повеќе обете страни ќе ги скинат тие, ќе паднеме во една тешка финансиска депресија. И тек тогаш ќе се појави процесот на сурово будење и отрезнување со прашањето а што сгрешивме? Тоа е најчесто прашање. Што сега ние на Бога, што сме му сгрешили на Бога што ни се случува ова? Веќе го поставуваат. Да. Тажното е што народов стварно и не ги знае одговорите. Се надевам дека преку музика, уметност, ако ништо друго, дека на луѓе мисловниот и духовниот процес, тоа се некои внатрешни очи кои треба да ни се отворат, и луѓе како тебе,
Не треба да ни ја кажат вистината напишана, нацртана како за мало дете, туку треба да побудат некои чувства во нас, некои процеси во нас, внатрешно, и самите да дојдеме до некакви заклучоци. Ја би илустрирал со уште една тема од твојот албум, па би го продолжил разговорот. Исто. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Читате Скопско ехо. Бесплатен неделник на македонската метропола. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 15 100 или титнете на 072 25 25 25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 15 100. Затемни очила безмислата ја крие, коптица самотна врзурнат покрив спие, а в срце вкотвени са страсти само сожалување. Беззаконици безстанал архипастир, над мен ко камбана на глувите бев гласник, ки плажен созидав од калине чистотија. Не сите робови носат пранги како
Сеќа Господа во пурпур Божем родени, не си раздени, мели насмевки студени, прекицени се болни, картите заверени. Горди од Вавилон не љубива ка поделени. Од ова времена сеопшто отпадништво, на лажни чуда, бесови и празноверија, извечноста со тресок срамотен ке одена. Нашите ремек дела, нашите беззаконија. Не сите робови носат пранги како јас. На чистотата. Разговаравме со Горан околу самата снимка и квалитетот на самиот албум и морам да признам дека се извинувам, морам да станам да го земам маусот затоа што ќе продолжи следната песна, ќе ја одложиме за подоцна. Исклучително квалитетен музички продукт. Знам дека ти уште од почетокот на 2017 го подготвуваше во твоето студио. Слушав некои демо снимки кои исклучително добро звучаа, но крајниот продукт е навистина извонреден. Она што е многу екзотично е што користиш, нашиве музичари често пати нели се возбудуваат Маршал, Пиви и така натаму, а ти користиш наши продукти, например како што е Зограф, појачалото од Охридскиот производител на гитарски појачала кој прави исклучително квалитетни производи. Па, оние што се упатени во изработката и во технологијата за изработка на засилувачи, знаат дека рачно изработениот засилувач е сериозно поквалитетен од онај засилувач што е направен во фабричка лента, на лента, значи во масовно што се произведува. Тоа не мора да е голем експерт, знаат дека е така. Затоа што рачно лемените делови се многу поиздржливи, поцврсти и по автентични. Јован од Зограф е исклучително талентиран дечко и тој веќе својата кариера ја стави во една многу сериозна нагорна линија и ќе слушнеме за него многу пријатни, изненадувачки и пријатни вести многу скоро. Многу скоро, да. Ја стои мојот отворен мојата покана за негово студио и едва и чекам кога ќе се согласи да промовираме македонски производ со врвен квалитет. Користеше и некоја наша гитара, исто така некоја охридска направија? Не, само ја промовираш? Да, ја промовирам, тоа е исто така Горан Силјановски, како се вика, мајстор за изработка на електрични гитари и скоро направи една баритон гитара за нарачка Фарските острови и тоа беше од таа гитара што ја објавив, нели? Имав чест и задоволство да ја пробам пред да ја предаде на собственикот, на нарачателот и се работи за исклучително квалитетен и добар производ. Ај малце за екипата која учествуваше на снимањето на овој албум. Сеат Хаџич, Сецко. Да, Сецко, да, веќе, нели, јас и тој станавме како А страна и Б страна, нели, со Мугер Фугер, соработката на изминативе не знам колку албуми,
наназад. И редно беше и јас да го викнем на гости кај мене. Доста тој ме викаше. А поготово во ваков албум кој има многу гитарски песни. Да, исклучиво гитарски песни. Мите Димовски, нели, собственикот на студиото Тралала и Тапанар, копродуцентот, снимателот исто на целиот материјал албумов. Тука е Благоје Неделковски. Благоје Неделковски е гитарист, инаку наш монтажер, се бави со монтажа на слика, на видео, филм и така натаму. Инаку е одличен гитарист и внук на Коле Неделковски. Ете, не е ништо намерно, случајно е во... Да. Доби и порака од внуката на Коле Неделковски кој се допадна песната, да, и вика живее во Велес, поздрав до вас и ете како гледаш што убаво едно семејство и една соборност создаваме и преку музика, преку еве твојава, ја ја нареков една твоја приватна поп литургија со овој албум. Така, потоа Игор Василев Новоградска, исто стар мој соработник веќе долго време, и Петар Христов на саксофон. Така. Ели исто со него соработував и на претходните мои проекти и албуми. Благодарност имаш до Климе Ковачевски, Јован Наумовски, Љупчо Стефановски. Кои се овие ликови? Јован Наумовски веќе го спомнавме, Зограф. Така, Зограф. Љупчо Стефановски е еден многу интересна појава, интересна личност од градов. Тој е градител на гитарски педали. Значи да. И е Браво. Да. Иако не е електроничар по професија, професија е професор по македонски јазик. Ама од љубов кон музиката, да, е одличен гитарист и градител на овие педали, и тој навистина во многу пати ми помогна да, нели, барајќи го звукот, ми даде можност да ги пробам сите можни педали што ги има направено, тој да си одберам што точно ми одговара. Инаку да таква можност ретко кому му се овозможува и затоа сум многу благодарен за тоа. Како издавач на ова дело е Ковачевски. Климе Ковачевски е мој пријател, долгогодишен и поранешен гитарист од групата Падот на Византија, кој што веќе не се занимава професионално со музика. Зошто го стави? Но е голем влюбеник на гитарата и е врвен познавач на се околу гитарата и гитарските засилувачи. Целата таа приказна за гитарите, кој што тој со децении ми ја прераскажува прво по телефон, па сега по интернет. Климе од Флорида ли? За него ли збориме, бе? И јас... За познатиот ресторанџија кој што стана еден од најдобрите собственици на ресторани, Кристал. Се уште се занимава со тоа? Апсолутно, е еден од најдобрите, со Мишелин звездички. Сериозен бизнис има со тоа. Добро. Но Климе е голем познавач. Која ќе му идеме кај Климе да мацнеме нешто на Флорида, бе, готра. Дај нека не викне. До година не вика тој. До година? Само ние не одиме. Одиме до година. Со Џорџ заедно ќе одиме сите у Флорида кај Климе. Да. Пошто и газдава наш ние... Краст, ќе ти дадам линк од неговиот. Не, идеме заедно. Да го следиш неговите Важи. Готово. потфати што ги има. Готово. И тој е главниот виновник за овој албум. 20 години ми зборува за гитари и не ми дава мир и ми ја пукна главата и на крајот решив да направам гитарски албум, да го замолкнам. Браво. Браво. Не ми упали, пошто не е тајна дека јас со Горан сме блиски и семејно и професионално и така натаму низ годините.
ни се преплетуваат патиштата, но и за Климе се знам, не ми уклучи радарот дека за него се Од работи. 2010-та, која ми ја пукна главата, во 2010-та купив гитара за прв пат после 20 години. Електрична. И еве 7 години ние за ништо друго не разговараме. Само за тоа збори. Само за тоа. Свири и он, знам дека има гитара и све. Не само што свири, жив туку мерак. има еден арсенал од гитари и засилувачи и тој е... Добро бе, на денешнава технологија, што не му рече да отсвири 2-3 рифа и да му ги ставиш на албумот и да му се направи кисели? Ај за следниот албум. Ја ли да ви кажувам? Издавач е МКЦ. Да, МКЦ. И голема благодарност до нив, навистина ми овозможија И простории за вежбање, и издавање. МКЦ многу окей се продуценти за на овој проект. Како продуцент се како те испочитува тебе и твоето дело. Па не само мене, едно чудо други автори. МКЦ е изминативе неколку години единствено место кое што е потполно активно, кое што нема минута без активност. Еве овие денови, Честитки овие до 3 нив. недели наназад, јас секој ден сум таму и правам проби. Така. И нема ни еден ден не беше празен. Секој Секој ден Супер Хикс сега ќе секој имаат ден концерт. Има активност. Така. Секој ден има концерт или изложба или некое случување и синедеис и така натаму. Значи. МКЦ е прекрасно место. Значи, албумот е излезен, може да се купи на стандардни места, Југотон, МКЦ, Да. но најважно е дека на 15 декември има концерт Да. во кино Фросина, тоа е во киното во Во МКЦ. МКЦ. Да, киното. Зошто го одбра киното, зошто не денсинг салата? Затоа што е ова промоција, звучна промоција на музиката од албумот. И сакам, како што секој сака кога ќе ти пушти музика, да ги одбере најубавите звучници и катчето, просторијата во која најубаво се слуша, така и јас. Кој што јас те сакам. учев. Така и јас Се сакам шал- да го одберам се место кај што музиката најдобро звучи. А Dancing салата за жал е обратно, Да. местото каде што Така. прилика најлошо звучи музиката. Значи, Концертот е потполно распродаден и нема место. Мене ми е жал што има овдека песни кои стварно треба на нога да се слушнат, малце камерна атмосфера со седење, некако ќе има прилика и за тоа. ќе имаш и накнаден концерт, нешто тако. Сигурен сум дека ќе го освириме още неколку пати барем. Се радувам. Однапред се радувам. Да, да. Горан, Драго ми. ти честитам уште еднаш за успехот, бидејќи навистина, како ретко кога, гледам се надпреваруваат кој ќе напише повеќе, кој го преслушуваат албумот. Ова е нешто што најмладата генерација не знае. Ова е музички продукт кој се става во едно апаратче, CD и се пушта Добро, сега и тоа слуша музика. треба да си навистина многу млад да не го знаеш ова. Сепак зборуваме за луѓе кои што имаат по можеби 12 години. Немаш деца, седи и живе. Ништо не знаеш. Колку години немаш Па компакт еве, диск? ја имам во компакт диск дневната? цел живот. Има се уште таму. Стои уште во дневната? Стои. Е добро да имаш деца, значи твоите деца знаат. Еве, ама не ги користат, никогаш не ставиле. Они знаат Blu-ray плеер за филмови. Не знае дека во тоа може да се стави и музичко CD. Или проблем, например, керка ми доаѓа и го гледа грамофонот. Добро, тоа е друго. И ми вика, тато, не ми е јасно како искача музика од ова. Викам, добро, а од ова како искача музика? Па не е нормално. Таму не е нормално. Таму е нормално. Да. А тек касета да ја покажеш. Да не рачкаме касети, флопи диски и слични работи, ќе биде жив циркус. Да, бе. Уште еднаш. Позитивна еуфорија во оваа музичка жабокречина. Година дена ја не знам некој нов, убав, музички, конкретен продукт, освен тук и таму по некој ја песна да се појави. Извади многу храбро цел албум на CD, како што доликува, како што искачало во златните времиња на продукцијата, светска зборам. И многу ми е драго што целиот албум е распродаден, целиот концерт е распродаден и со радост очекувам искрено
со нетрпение, а знам дека си ти во проби и вечерва направи голем исчекор. Поздрав до тебе и до екипата, ви благодарам на разбирањето да дојдеш вечерва, затоа што многу интензивно се подготвувате за тој концертен настап. Да, во ред. Фала и тебе на поканата. Секогаш, нели, се чувствувам слободно со тебе да можам да зборувам на секоја тема, без никаков договор и без никаква скица и шема на разговорењето. И сега и нашиот разговор залута и во правец кој што не предпоставував ни убајцата дека може. Уште еднаш благодарност и се гледаме на 15 на промотивниот концерт во Макаца. Драги мои, тоа беше се за вечерва со уште една тема. Се разделувам од вас. Лека ноќ и пријатно. Комисија за песја екзекуција, обвиненија напишани со лики и со лаки, на песјата апокалипса. Јавно молчење, јавно молчење, што никој во Европа не знае да крикне. Еве вака. Честно виденија актери, живи гробови, кловнови машки господи, ти емигранти. Јавно молчење, или јавно молчење, што никој во Европа не знае да крикне.